Комисијата за заразни болести предлага враќање на полицискиот час во државата, бидејќи бројот на ново заболени и хоспитализирани е во дополнително ризичен пораст. Разговаравме сите изминати денови. Прво евидентно беше дека во текот на изминатата недела, изминатите десетина дела се зголемува инциденцата. Многу е тешко сега да се каже дали ќе продолжи тој тренд или ќе се достигне некое плато, односно дали бранот кој што сега се јавува ќе биде идентичен на тој во месец ноември, туку има поделени мислења на епидемиолозите, но ние мора да сме внимателни и спремни. И во таа смисла, препораката на Комисијата за заразни болести е да има ограничување на движењето после 22 часот. За сега 2 недели, толку е еден циклус епидемиолошки, тогаш кога очекуваме да има вистински резултат, меѓутоа спремни сме, гледаме, пратиме, може да има и измена. По предлогот на комисијата утре треба да се изјасни владата, но речиси е известно дека тоа ќе се случи. Според граѓаните, крајно непопуларната, но и најефикасна мерка во борба против пандемијата повторно се активира по директна неодговорност на голем дел од населението. Многу е лошо. Значи, тоа е без нереди и прослави се прават, никој ништо не почитува. Повеќе треба да се почитуваат. Има некој почитува, некој не. Има по кафаните движење така. А дали се заштитени или не, дали спасуваат ги тие протоколните правила, не знам. Доколку на целата неодговорност се додаде и одложениот план за вакцинирање, тогаш јасно е дека на прво место треба да биде само дисциплината која кај нас ја нема. За илустрација, само во последните 7 дена бројот на ново заразени во континуитет е над 20% од тестираните, а во пораст е и бројот на починати. За само 2 недели бројот на активни случаи се искачи на над 9200.